По поразот на локалните избори во Струга, Алијанса за албанците го доживува еден од најтешките удари од своето формирање. Повлекувањето на Кренар Лога според експертите е притисок и кон партискиот председател Зијадин Села да размисли да поднесе оставка и партијата кадровски да се освежи. Лога објави заминување од политичкиот живот, но и од сите функции во партијата. Порача дека одлуката е тешка затоа што во Алијансата вложил енергија, срце и душа. Со ова кризата во Алијанса за албанците може да се преточи и во коалицијата Национална алијанса за интеграција, предводена од ДУИ. Оставката на Кренар Лога воедно и втор човек во политичката партија на Алијанса за албанците во делот на Зијадин Села покажува дека Националната алијанса за интеграција предводена во ДУИ, формирана пред локалните избори, нема веќе надеж, бидејќи тие ги лаже, ги манипулира и јавноста и своите членови дека после локалните избори ќе има и предвреме парламентарни избори. Додека коалицијата на ДУИ се соочува со криза, владиниот партнер Вредин најавува нови поместувања на силите во парламентот. Оттаму тврда дека четворица од пратениците на Националната алијанса за интеграција ќе преминат во владеачкото мнозинство. Според експертите, причината е разочараност од партиските раководства и од правецот во кој се движи коалицијата предводена од Али Ахмети. Мислам дека веќе таму ќе има конфликт на интереси помеѓу тие политички партии, што се со печати, без печати и со јасна или без јасна визија што ќе прават во иднина. Единствено што може да преговорат пратениците на ДУИ би преговориле само со Изет Меджити и во последните приклучување од ДУИ во Влен директно идат се сретнуваат само со Изет Меджити, а не со другите лидери кои се делат. Според најавите од Вреди, процесот на преминување е започнат и би можел да биде официализиран по локалните избори во општините каде ќе има повторување на процесот. Ако се случи тоа, коалицијата предводена од ДУИ ќе се соочи со уште поголемо слабење на политичката сцена. Кризата во оваа коалиција не е нова. Почна уште кога беше именувана како Европски фронт. Тогаш се скараа со партијата на турците, но и со Демократската партија на албанците на Мендух Тачи. Тачи ја напушти коалицијата, а Европски фронт се ребрендираше во Национална алијанса за интеграција. Но, како што велат аналитичарите, промената на амбалажата не значи и промена на суштината.